Општина Газибеба, заедно со Дирекцијата за заштита и спасување, од денеска започнува акција за спречување на заканите од поплавите. Заеднички ќе работиме на едукација на населението, особено на младите, со цел да се спречат поплавите во различните области, неопходните мерки и активности за време на поплавите, како и однесувањето по поплавите. Општина Газибеба поучена од водената стихија и од поплавите од 6 август 2016 година во изминатиот период презема низа превентивни мерки и активности во населените места Инџиково, Сингелич, Стајковци, Брњанци, Срачинци, Црешово, Виниче и Смилковци со цел да ги разреши суводолиците, речните корита и да ги очисти каналите. Откако станав градоначалник на општина Газибеба, преземавме превентивни мерки и активности за уредување на речните корита во делот на селото Страчинци и Страчинската река, Виничката река и Црешевската река. Потоа на површина од 3441 хектар површина на Скопска Црна Гора, општина Газибеба ги прогласи ерозивните подршји од прва категорија, каде што во идниот период ќе бидат пошумени и комплетно ќе бидат регулирани дождовните води. Изработена е и комплетна студија за разрешувањето на порените дождови на Скопска Црна Гора. Покрај ова е нарачено и техничко решение за нов обводен канал, кој што ќе треба да ги собере сите води од Скопска Црна Гора и да ги одведе во главниот обводен канал кој што се излива во реката Вардар. За овие мерки да бидат ефективни, покрај интервенцијата на општината, сигурно ни е потребна и поддршката на граѓаните. Да дадат свој допринос во делот на одржувањето на животната средина, особено во делот кај што се протегаат каналите, каде што нема да фрлат ѓубре во речните корита, како и да ги информираат надлежните служби доколку тоа се случува. Секако и во летниот период, каде што се прават и преградуваат водотеците и се прават акумулациите за вода, да се избегнуваат на оваквите подршји. Општина Газибеба и понатаму ќе продолжи за спроведување на превентивни мерки и активности за спречување на поплавите со цел никопат повеќе 6 август 2016 година да не се повтори. Дирекцијата за заштита и спасување од пред 10 дена отпочна една силна кампања со цел подигање на свеста кај граѓаните и едукација кај најранливата категорија, тоа се децата. Поддршката која ја добивме од градоначалникот на град Скопје и градоначалниците на скопските општини е навистина респектабилна и одлучивме заедно во наредниот период да ги посетиме сите општини заедно со градоначалниците на скопските општини и да таа кампања заедно да ја водиме во училиштата. За таа цел Дирекцијата за заштита и спасување има приготвено 2 краткометражни филмови за прикажување на најмладата популација како да се заштитат во случај на одредени опасности. Оваа кампања ќе трае се до април, а понатаму имаме и приготвено и други сценарија каде што ќе продолжиме заедно со локалната самоуправа широм нашата земја да ја спроведуваме оваа кампања.